Добар ден, почитувани гледачи, и добре дојдовте во второто издание на Доктор Митов советува. Емисија посветена на здравствената едукација и на промоцијата на јавното здравје. Минатата емисија зборувавме за колективното здравје. Зборувавме за здравјето на нашата нација. Денеска ќе зборуваме за индивидуалното здравје, за здравјето на поединецот. Зборувајќи за здравјето на поединецот, има едно место од каде што треба да почнеме, а тоа е крвната слика. Кога се прави, зошто се прави, кои се сите важни податоци за крвната слика, но и за диагностичките лаборатории. На таа тема ќе зборуваме денес. Сите ние во еден момент сме правеле крвна слика, анализа на крвта. Без разлика од кои причини, или дали малку повеќе, почесто или поретко, сме ги добивале резултатите и сме имале прашања по однос на тоа што треба и како треба да биде направено и како да биде протолкувано. Денеска ќе зборуваме на сите тие теми. Денеска крвната слика ќе ја разглобиме и при тоа информирањето ќе биде од стручни лица, од лица кои што се експерти во оваа област. Значи, едно е да читаме на интернет за овие работи, а друго е нашиот гостин, доктор Бранко Јагликовски, специјалист по медицинска биохемија, шеф на лабораторијата Авицена, да ни одговара на овие прашања. Што е важно да нагласиме кога зборуваме за крвната слика? Првото прашање кое што треба да го одговориме е кога да се прави крвна слика. Кој ја носи таа одлука? Дали станува збор за рутински анализи, дали можеме самите да ја побараме, или треба стручно лице да укаже кога истата е потребна и како треба да се прави. Откако веќе имаме стручно лице кое што не упатило на тоа дека треба да правиме крвна слика, следното нормално прашање е како да се подготвиме. Во медицината велиме дека има физичка, но постои и психичка подготовка. Физичката подготовка е едно од прашањата, значи гладување или неземање доволно храна во очи на таа анализа. Колку часа треба да поминат и зошто баш толку? Ќе одговориме на оваа прашање. Но следува и следното прашање, прашањето на така наречената психичка анализа. Многумина од нас се плашат од венепункцијата или од земањето крв. Има ли начини, едноставни се разбира, како да не мислиме толку и на еден или на друг начин полесно да го пребродиме моментот на венепункција, за да можеме да не се ускратуваме од придобивките на редовната крвна анализа. Откако веќе сме се одлучиле и сме отишле да правиме, следува нешто кое што е од другата страна, далеко од очите на пациентот. Ги правиме тие анализи кои што се случуваат во лабораторијата. И токму тука нашиот гостин денеска ќе ни одговори што се случува во лабораторијата додека ние дома чекаме резултати. Чекањето резултати е приказна сама за себе. Меѓутоа, откако ќе ги добиеме, кој треба да ги интерпретира? Како што кажав на почетокот, дали читањето на резултатите навидум наликува како на гледање во филџан кафе? Се разбира дека не. Станува збор за стручна тема. И стручни лица треба да ги прават овие анализи. Ова не е нешто кое што можеме самите, ниту пак лице кое што нема медицинска наобразба да го анализира. Така што стручните лица се тие кои што вистински ќе ни ги интерпретираат или толкуваат резултатите од крвната слика. И конечно, ќе одговориме на прашањата кои се тие ограничувања кои што ги има во себе крвната слика. Дали една крвна слика може да ни даде 100% одговор на прашањето дали и колку сме здрави. Во медицината да се подсетиме. Кога ќе отидеме на лекар, ние прво разговараме со лекарот. Лекарот добива така наречена анамнеза или што се случувало, кои биле симптомите и знаците, колку време сме имале проблеми наназад и сите други прашања кои што еден лекар ќе ни ги постави. Но, освен тоа, има и физички преглед, покрај крвната анализа. Има и други видови на анализи. Така, например, можеби некој пациент има зголемена телесна тежина, има покачен крвен притисок, но кога ќе ја направи крвната слика, ќе види дека, така да речеме, холестеролот се наоѓа во некои нормални граници.
Дали тоа значи дека тој пациент не треба да ослаби? Дали тоа значи дека тој пациент не треба да го нормализира крвниот притисок? Се разбира дека не. И крвната слика е еден дел од големата приказна, од приказната за нашето здравје. Започнуваме со денешниот разговор. Добар ден. Добар ден. Како сте? Благодарам на прашањето. Добро. Добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Да. Јас особено ценам кога со стручни лица можеме да го направиме тој разговор за така важни теми и ви благодарам што се одзвавте, бидејќи знаете, ние медицинарите знаеме честопати и да не одговориме на таквите покани, на таквите посети, а потоа да ни пречи зошто немедицински лица зборуваат на медицински теми. Така што со кого друг, ако не со специјалист по медицинска биохемија. Доктор Јагликовски, да го одговориме прашањето најнапред, да почнеме од почетокот. Што е една дијагностичка лабораторија? Па обично како лекари повеќе не интересираат ординации, хируршки сали и така натаму, она што воглавном како јадро го мислиме дека е медицина. Лабораторијата е релативно по-нов тип на, да речам, по-нов тип на дијагностички систем некаков, што во минатото се занемарувало. Сега се повеќе и повеќе зема замав и во светот, не само кај нас, затоа што е веќе еден голем, да речам, сплет од повеќе науки. Физика, хемија, се разбира и медицина, и таа самата, нели си е веќе комплекс од повеќе науки. Меѓутоа, дефинитивно, бидејќи веќе многу е проширен диапазонот на лабораториски анализи во однос на периодот пред 20-30 години, веќе имаме потреба и од многу нова, да речам, технологија која што диктира веќе, сакале ние или не, Така. во секој момент медицината да ја поврзуваме со тие физички методи, што најчесто се користат во лабораторискиот пристап, лабораториските анализи. Зошто е ова битно што го кажувам, веќе еден сплет или систем на повеќе системи или како да е комплексен пристап, затоа што она што ќе излезе од лабораторијата, тоа е еден вид како производ од фабрика, меѓутоа секогаш е потребна комуникација помеѓу оној што ги прави анализите и оној што ги побара. Тоа и ќе ве прашав, каде е местото во комплицираниот здравствен систем? Каде е местото на дијагностичката лабораторија? Местото е токму, можеби и веднаш до првичниот преглед. Така. Во почетокот, да речем, на оној преглед, дури рачунајќи дека и матичниот лекар, семејните лекари или матичните гинеколози, сите оние кои што имаат прв пристап со пациентите, веќе од тука почнува потребата некогаш да се направи некаква или неколку лабораториски анализи. Да не зборувам за понатаму во фаза на покомплексни испитувања или оперативни зафати или следење на ефекти од терапија. Значи, местото е токму во овие чекори. Така. Меѓутоа, во светот секаде стои како дијагностичка лабораторија, затоа што се подразбира за лабораторија која што обработува хуман материјал. Така. Значи, не се работи за хемиска аналитичка лабораторија. Затоа мораме да го нагласиме моментот дијагностичка. Ете така, затоа стои и во законските одредби. Се работи за дијагностичка лабораторија, која може да биде биохемиска, микробиолошка, но се подразбира дека се работи за обработка на хуман материјал и доаѓање до некакви податоци кои што понатаму ќе помагаат на докторите. Да. И сега тоа што е интересно, ќе повлечам паралела. Лабораторија има една реклама, да речеме, за еден сок, која што вели не е сеедно. Ако не е сеедно за сок, колку не е сеедно за дијагностичка лабораторија? Што е тоа што е професионално работење на една лабораторија и што една лабораторија ја разликува од друга? Многу е убава споредбата, така. Па нели, има така за сок, ако можеме да речеме дека не е сеедно, што би рекле за... Многу примери ги има од ваков тип, да, затоа што се повеќе и повеќе имаме лаборатории, не само кај нас во нашава држава, зборувам на секаде во светот, затоа што и потребата е таква. Реков, многу е голем диапазонот, широк е диапазонот на анализите што се работат. И се некаде има потреба од лабораториски анализи. Меѓутоа, кој и што ќе сработи е сосема различна приказна. Така. Значи, прво тоа го смислиле оние земји кои што до ден денес произведуваат апаратура,
први почнале да прават системски лаборатории, ние можеме само да превземеме од таму. Така. Ништо во нашава држава не се произведува за лабораторија. Така. Дури ни столчиња за боцкање крв, да речем. Да. Значи мора да се внимава бидејќи се она што го превземате од надвор треба да го научите, треба да го следите. Така. Не е само да земете, тоа било што најсовремено нека си бара обука, Така. бара да знаете дека се тоа што го земате, еве нека е најсовремена апаратура. Она што вие го гледате се вика апарат. Така. За нас специјалистите тоа е мерен инструмент. Да. Тоа е роботизиран мерен инструмент да ви помогне вам и на соработниците Така. побрзо, поедноставно и поточно да дојдете до точен резултат, затоа што тоа е битното што ќе го дадете на крај како Да. резултат. Да. Да. Што е сега разликата на што викаме лаборатории? Превземајќи ги од поразвиените земји, Да. нивните искуства, каде се може да погрешите во работењето. Од тоа добар ден, како ќе кажете на пациентот, до испраќањето на резултатот. Така. Многу е битно да ги научите и, па да речам, работите кои што и тие ги поставувале прво сами за себе. Да. Тоа е системот на стандардизација. Така. Кој систем ќе го земате затоа што и тие се развиваат, Да. согласно на брзиот напредок на технологијата. Еден од највисоките системи на стандардизирање е ISO, Да. типот на ISO стандарди. Ќе дојдеме до него со сигурност, бидејќи дефинитивно е неопходен дел од цела оваа приказна за која што зборуваме. Можеме ли да речеме дека терминот добра лабораториска пракса е познат кај нас и дека се применува кај нас? Дали добрата лабораториска пракса е законска обврска или тоа е прашање на саморегулација? Тоа е малку чуден термин, не е законска регулатива, меѓутоа тоа е меѓу нас точен професионален израз. што и да означува? отидете? Што Каде тоа ми беше зборот, каде и да отидете? Така. На било каков конгрес, семинар, вон нашава држава. Се подразбира дека вие почитувате систем на добра лабораториска пракса, значи се осовременувате секојдневно, не само во вашето знаење, во вашите постапки, Така. релациите со пациентите, релациите со вашите колеги. Така. Да не зборуваме за... Зарем тука е регулирано, зарем и тој дел е. Се е регулирано. Да. Значи, не е туку така смислен тој систем на стандардизирање. Да. Затоа правам разлика она што на почетокот го спомнавме, диагностичка и аналитичка лабораторија. Да, ние правиме анализи како и секоја друга лабораторија, но вие работите со луѓе. Така. Материјалот за обработка е живо ткиво, ако е во течна форма. Така е. Значи, вие сепак работите со луѓе и за тоа има обука, постапки, процедури. Како точно ќе се постапува со материјалот? Да, ќе дојде пациентот, тој е човек, ќе си замине, но што понатаму? Има и тука правила. Да. Тоа многу ригорозни правила, доколку сакате да дојдете до нешто што е прецизно и точно. Значи и не е баш така sejedno. Ако повлечеме паралела од тоа што го кажавме Така е, од лабораторија така е. до лабораторија. Така е, значи таа добрата лабораториска пракса Пракса. најчесто ќе ја најдете во професионална литература, не во правна литература. Меѓутоа тоа само ве потсетува дали правите континуирана медицинска едукација. Да. Таа е широка. Не е само да присуствувате некаде, да видите што вие работите сега, а дали производителот на истите типови на тестови ве предупредил и го следите тоа како предупредување што ново треба да превземе. Така. Еден од чекорите кој што влегува во тој систем. Прво вие како специјалист, а од вас ќе зависи Така. како таа пракса ќе се развива понатаму реализира. кон сите ваши Да, соработници, а тие па се секогаш директно врзани со пациентите во комуникација со луѓе нормално. Значи гледате како едно со друго си е Се поврзано. поврзано. Тоа е систем. Кои се фазите кога зборуваме веќе сега за работа во лабораторија? Кои се тие фази низ кои што проаѓаме кога зборуваме за оваа проблематика? Класично, значи воопшто без разлика, тоа не е поделено некакво физички или било како Се прелева, што законски, се вели да. од едно во друго? Самиот процес, тоа е веќе процес на работа во лабораториите. Имате преданалитичка, аналитичка и постаналитичка фаза. Навидум небитни, нормално за пациентите, па за колегите наши, навидум, ќе речем Навидум. повеќе за колегите небитни. Меѓутоа, токму таа преданалитичка фаза е тема на многу конгреси, поколото оваа година. Меѓународни, светски конгреси за, фаза. да, Да. за Зошто? лабораториска медицина, веќе така и се вика. Не само класична медицинска биохемија, туку лабораториска медицина, токму од овие Така. причини. Така.
Дали пациентот ви е подготвен за соодветен тип на анализи? Некои анализи бараат исклучиво да бидете 10 до 12 часа гладен. Да. За некои анализи е ирелевантно тоа, иако е помал бројот на таквите анализи. Но се повеќе и повеќе се открива други фактори. Така. Дали сте спиеле пред тоа или доаѓате од некаква трета смена каде што сте биле без да сакате многу активен и сега имате различни нивоа на хормоните кои што би требало, нели, спиеме навечер, организмот треба да биде смирен. И сега ако мериме некои типови на хормони, ќе видите како се поинакви вон очекуваните вредности за една таква подготвеност. Бидејќи нели хормоните следат Дневен циркадија, што биоритам. велиме нели Па ритам, така е, го биоритам. речеме класично еден биоритам дневен, Да. што е вистина. Мислам, вистина затоа што така не создала природата, така ни функционира организмот. Аналитичката фаза е следната и постаналитичката. Да, аналитичката фаза е веќе оној момент што најмногу го познаваат луѓето. Да, ставаме се во апарати, тие си Ама работат. тоа е позади и така очите на натаму. пациентите. Тоа е делот кој што не го гледа. Така, да, затоа што се веќе и посовремени типови на, реков, апаратура, тоа се енергни инструменти, многу пософистицирани, многу чувствителни во мерењето и бараат ригорозно одржување, што помалку контакти со нечистоти, со прашини и така натаму, бидејќи тоа се осетливи апарати. За на крај веќе доаѓа постаналитичката фаза, каде што веќе следи нашиот чекор како специјалисти, како лекари, зборувам. Затоа што треба тој, она што ќе го извадат апаратите, тоа е бројка. Така. Но дали ќе биде резултат, зависи сега од вас. Е, сега кажавте, тоа е бројка, но дали е резултат, уште има дискутабилно. Е, дискутабилно. Покрај сите ригорозни контроли, што ги подразбира добрата лабораториска пракса, секојдневно да правите контроли на самата апаратура и на вашите постапки. Да. И покрај сето тоа, бидејќи ништо не постои идеално, секогаш постои, макар и теоретска можност за некаква грешка. Затоа сте вие тука, како доктор. За да видите каде постои, помеѓу тоа што го извадил апаратот како бројка, конекција, медицински некаква оправданост, релација Ја има или ја нема? состојбата. Да. Ете така. Затоа сме ние тука за да комуницираме со нашите колеги, да видиме Така. каква проблематика го интересира колегата во ординација, што очекува Така. или што се случува со пациентот, бидејќи ние па и законски немаме одредба во лабораторија да прегледуваме пациенти. Да. Значи може Значи тие пациентот да е податоци воцнат. требаат, затоа е таа Да. поврзаност. Да. Некогаш треба Да. да се направи таа комуникација. Точно заради тоа и се нарекува специјалистичко консултативна служба. Токму поради ваквите чекори. Најдобрата комуникација би требало да се остварува меѓу нас како лекари. Не само да напишем некаков извештај лабораториски. Да, ќе го прочита некој, не мора ни да ме чуе. Меѓутоа секојпат е најдобра комуникацијата меѓу нас. Дури сега кај нас ја знаеме праксата како оди, пациентите ги добиваат или на рака или на имејл, ги добиваат самите резултатите. Меѓутоа кога сум разговарал со пациенти кои што биле во странство, не ја ни гледаат крвната слика. Зошто е тоа така? Едноставно не стасува до нив. Самата лабораторија ќе искомуницира со лекарот, ќе му ги предаде податоците и пациентот само ќе отиде на лекар да чуе, а не и да добие податоци сам да анализира или да види. Тоа зависи од прво здравствениот систем во секоја држава. А неизбежно е, морам да го кажам тоа така едноставно и народно, од нашиот менталитет. Така. Сакале или не, и ние како лекари припаѓаме тука во тој, да речам, менталитет, во таа имено. популација со таков менталитет. Сакале или не. Проблемот е во тоа што не навлегувам пошироко зошто не сакаме да го измениме тој систем. Но во многу земји постои, така? Не во многу земји, во земете цела Западна Европа, Во цела исклучиво Западна така, Европа, да. исклучиво е така. Зошто? Здравствениот систем си има и свој систем на осигурување. Не навлегувам во тоа како е кај нас, како е кај нив. Мора да постои и здравствена и економска оправданост на она што го работите. И тоа во лабораторија ние што го работиме се трошоци. Како на стоматолозите што им треба потрошен материјал да ви поправат заби или било што се тоа потрошен материјал, најчесто за еднократна употреба, истото е и кај нас. А сето тоа чини, има некоја цена. Значи мора да постои медицинска оправданост. Заради тоа, секоја држава си направила доктринарни ставови. Кога ќе се работи ова, кога ќе се работи тоа. И така си ги известува и си ги обучува здравствените кадри. Кај нас малце имате поинаква ситуација. А па сега, кој ќе опрашува докторот, ќе одам сам ќе си проверам.
Несреќата е во тоа што немаме толкаво искуство како развиениве земји. Не се тие улави, па така направиле за да ги усложнат работите, да ги малтретираат Ама пациентите. не е ни прашањето на тоа зошто тие го прават тоа. Не е ни прашањето некој да се направи паметен, не е ни прашањето нечија суета да се задоволи. Како во сообраќајот мора да има правила. Еве така да го доближиме до граѓаните, до Точно гледачите. тоа. Оти ако нема правила во сообраќајот, ако кој му текне вози по левата, па потоа по десната страна или како му текне на раскрсница влегува, истото тоа важи и во здравствениот систем и конкретно ако зборуваме за лабораториите. Тоа е таа доктрина за која што зборувате вие и на која што треба да пазиме. Да, затоа што државата си дефинирала. Вашиот матичен лекар води стварно грижа за вашето здравје. Тогаш кога има потреба или води дневник за систематски преглед, да речеме, ќе ве повика во неговата ординација. Дали таму ќе ве боцне тој или ќе ве боцне лабораторијата со која што соработува, тоа е веќе друг момент. Да. Меѓутоа, најчесто пациентите и не знаат каде се лабораториите, затоа што се тоа се одвива во една ординација, да речеме. Да. Понатаму лабораторијата што ќе сработи, како ќе сработи, се комуницира со докторот. Да. Резултатите се такви какви што се, докторот заклучува. Треба да ви ги покаже, да ви презентира нешто, или да ве подучи, или да ве посочи треба или не треба терапија, или ако примате терапија да измени дозата на некој лек или слично, како да е. Знаете како можеби и менталитетот е, еве наспроти тоа што го разговараме, но можеби е, како да речам, една генерализирана, општо земено недоверба, не само за зборуваме за здравствениот систем, на Балканот и не само за Македонија можеби. Таа една недоверба во институции, една недоверба сеопшто земено и затоа како да имаме некое чувство дека ако допреме ние, ако ги видиме резултатите, како до тоа да значи нешто повеќе, во конкретниот случај ништо не значи, заради тоа што ние не можеме да додадеме како пациенти додадена вредност на тоа што ќе ги видиме резултатите или нема да ги видиме. Така е. Можеме да се вознемириме дополнително, ниту па некој сака да ни ги скрие, ама знаете, еве, тоа е таа балканско милие во кое што живееме и мораме нели да го прифатиме. Но од друга страна пак наспроти тоа балканско милие, постојат стандарди на кои што ние не сме баш навикнати. Вие ги спомнавте претходно и со стандардите. Кои се тие стандарди, зошто постојат, дали може да работи лабораторија и без нив, и што добива ако работи со нив? Веднаш ќе ви кажам, во нашава држава, ајде да не бидам толку вулгарен, многу малку има лаборатории што се по ИСО стандарди, затоа што тоа се ригорозни стандарди. Ако сте во Германија и имате лабораторија, би требало да работите по ИСО тоа стандарди? државата си го одредува зависно од својата програма за развој. Да речеме, пред 3-4 години во Франција имаше таков конгрес. Франција се одредила до крајот на 2018 година сите диагностички лаборатории да бидат ИСО стандардизирани по соодветниот стандард 15189. Значи нивните веќе се дефинитивно, според значи ИСО. таму веќе е ставено како законска регулатива. Како? Зошто? Како сето тоа го режирале друг муавет? Затоа што кај нас првенствено се гледа на тоа како невиден трошок. И е трошок. Што добива, што губи една лабораторија ако Вака, се акредитира? самиот ИСО стандард, кога ќе спомнете на луѓе што работат во лабораторија, колку познаваат, тоа е систем на акредитација. Така. Значи, поентата е вие може да работите некаков стандард и да го почитувате, а да не сте акредитирани. Така. Значи, системот на акредитација доаѓа од латинскиот збор кредо, верувам. Значи, тоа е систем на доверба. Некој ви ставил жиг, да, на оваа куќа може да и се верува. Тоа е тоа. Како ќе препознае пациент дали во Македонија, еве ги добива резултатите пред него се? И како има ли некој начин од самата документот што го гледа пред него, од самата анализа, дали може да види дали станува збор за резултати извадени од акредитирана лабораторија или не? Да, тоа е дефинитивно јасно, затоа што секогаш резултатот, ако веќе сте акредитирани, сте должни да го испечатите на ваш меморандум на кој што ќе има ознака дека лабораторијата е акредитирана од соодветно тело од државата. Значи да го бараат тоа пациентите. Да го гледаат на документот. Да, тоа е поентата, затоа што тоа ви е како секогаш кога можете да си побарате фискална сметка за нешто што сте платиле. Именно. Ако веќе некоја лабораторија се декларира дека ИСО сертифицирана или акредитирана, тогаш тоа и треба да го докаже. Зашто? Затоа што тоа што ќе го видите на резултатот може во секој момент на било која интернет веб страница да го пронајдете акредитирачкото тело и да видите таа лабораторија има на список или не. Така. Значи тоа е тоа. Голема тема е
Сакам тоа да го доближиме. Така, Многу широка тема. и важна работа е, дали една лабораторија е акредитирана или не е акредитирана, не е вака, како да кажеме, нешто што би требало да се пренебрегнува. Точно од причините што предмалку ги спомнав, колку повеќе имате анализи, Така? колку се шири диапазонот на работа во една диагностичка лабораторија, толку имате повеќе места каде можете да сгрешите. Колку повеќе чекори, целта- толку повеќе можности за грешка. Така е. Целта на стандардите, па понатамошниот чекори акредитација, кон акредитација, е да ве стави во ред. Тој ред, вака, грубо речено, значи што помалку можности за грешка. Така. Значи, вие влегувате во еден систем кој што не смеете да го пренебрегнувате, затоа што секој еден вработен си го знае местото, Така. работните задачи, во секоја постапка што треба да направи, а што не смее да направи, за да не се погреши нормално. Значи, поентата е што помалку можности за грешки. Така. Грубо дефинирано. Така. Значи, не е баук. Да. Бара дисциплина. Она што малку така ни недостасува, да речам, во нашиот менталитет. да. Бара, значи, неверојатна дисциплина, затоа што после кога ќе се навикнете на тој систем на работа, веќе ви пречи било каква ситница да се тргне од. Ама изводливо е и во Македонија, Па тоа еве го, сакам. значи, Еве го кај вас функционира. Кај нас има и други лаборатории, да, значи сакам да кажем од тој тип лаборатории кои што сериозно си се посветиле на работата. Да. Значи да, има. да. Меѓутоа, за жал, се многу малку, затоа што кај нас, знаете како, водат во овој тип на работа приватните здравствени И установи. ги гледаме кадрите во позадина, еве. Тие се од кај вас, така, од Да, Авицена. да. Тоа е една од нашите лаборатории, затоа што гледате, секој мора да си знае што ќе сработи, што ќе добие, како ќе провери дали е тоа добро сработено технички. Не мора медицински. Медицински ќе се обратат до соодветните специјалисти. Така си предвидува и стандардот. Да. Значи да имате кого да прашате, да имате со кого да се споредите, кој да ве контролира, кој да ве провери. Така. Се тоа што сакав да го нагласам исто така, често пати го спомнавме зборот квалитет. И тој квалитет во вашата работа си има многу прецизна дефиниција, се знае што е квалитетна работа. Што е контрола на квалитетот кај вас? На кој начин контролата на квалитетот се спроведува? Бидејќи сум имал прилика да патувам и да гледам други здравствени системи, конкретно ако се повикаме на американскиот здравствен систем или на британскиот. Темата quality assurance, што ја налекуваат, или осигурување на квалитетот, или quality improvement, подобрување на квалитетот, е нешто што е централна тема во здравствениот систем. Кога се дебатира пред се на темата како го контролираме и подобруваме квалитетот постојано. За жал, ние не сме стасени уште дотаму, меѓутоа, еве кај вас знам дека вие посветувате силно внимание на таа контрола на квалитет. Многу горлива тема, зборувам за наши услови, затоа што се зависи од вашата едукација, уште на Така. специјализација додека сте биле. Јас на времето работев во јавна здравствена установа, меѓутоа тоа и таму го спроведував. Може во Македонија. Значи, не е Од тоа- луѓето зависи. И тоа колку повеќе анализи правите, колку имате поголем број на пациенти, односно на примероци, толку повеќе и почести контроли треба да правите. Значи повеќе ги купувате тие контролни, да речам, Да. серуми, за да сами видите што правите, а што треба да постигнете со самите резултати. Тоа е внатрешен систем. Да го поедноставам, например, ако може за гледачите да не разберат подобро. Сега јас ако земам дома да мерам во грами, било што имам некоја домашна вага и сега ми покаже 500 грама, дали се 500 или се 495 или се 505? Дали е тоа таа контрола на квалитетот? Дали апаратот кој што е пред мене, податоците кои што ќе ми ги даде, се тие на вистина? Тоа е тоа, како и апарат за крвен притисок. Народно речено, Баждарење, што викам. или не. Дали е баждарен или не е баждарен? Баждарењето е калибрирање, тоа е исти збор со различни Така, потекла. Да речем, иста мисла, исто значење има. Самите апарати денес се неверојатно софистицирани, меѓутоа без разлика на се. Морате да обрнувате внимание, морате да ставате контроли, мора да видите, затоа што не знаете кога, кој дел од апаратот може од куп причини да не дофункционира како што треба. А човечки животи се на еден начин во прашање. Сакале некеле, резултат. еве, ние имаме дополнително отежнување овде. Тоа е малку поинаква тема, многу е широка нашава тема, лабораториско работење, за жал, многу малку се обрнува внимание на тоа. Ние имаме дополнителна тежина овде во Македонија. Кај нас резултатите се бараат по можност да бидат вчера.
Друго е да работите во една Германија, во една Франција, каде што резултатите ги давате после 5, 6, 7 дена на лекарот кој што ги побарал. Зошто? Толку се че, кај нас Не- нели некако одма ајде истиот ден. Да, ама Помислите. тие не се невешти. Ние не сме повешти од нив. Меѓутоа што се случува? Имаат систематско следење на апаратурата. Што ако денес открием дека вчера апаратот почнал веќе да отклонува од она што е нормално? Тоа real time ќе што можам- велиме не се фаќа, тоа не се така. фаќа во моментот. Значи, имате време ревизија да направите на вчерашните примероци, на се она што е направено. Ако ги дават анализа. истиот ден, Па како? Што ми прават притисок вчера да е готово, казе се, јас и да го направам, резултатот веќе се издал. Не велам дека е неточен. така. Меѓутоа секогаш ви се остава можност и тоа е таа добра лабораториска пракса, да можете да следите што во Следливост. континуитет, точно така, следливоста на секој еден мерен инструмент. Да, да. И вашите постапки нормално. Тоа е еден систем кој што вие си спроведувате од внатре да го проверувате. Меѓутоа, колку и тоа реално е знак прашање. Има систем што од надвор може да ве контролира. Тоа се вика надворешен, она што го спомнавте преска. Да, надворешната Кратенката контрола. е EQAS, External Quality Assurance System. Тоа е еден систем што доколку сакате да го спроведете, подразбира да склучите договор со институција која што е независна од било која друга здравствена производна институција, не произведува реагенции, апарати и така натаму, туку исклучиво работи контроли на други анализи, на други лаборатории. Не Само со проверува тоа се пациенти, да. се занимава исклучиво со тоа. Тоа се само неколку такви професионални куќи во светот. Така. Меѓутоа, имаат неверојатни софтвери за да тогаш кога вие ќе пристапите во нивната програма, она што ќе го добиете назад како резултат, имате буквално преглед во светски рамки каде котира вашето работење со вашите резултати. Да. Значи, буквално може да видите, тоа не е за да некој ве казни или ве награди. Тоа е чисто за вас, тоа се нарекува уште и меѓулабораториска соработка. Така. Да видите каде котираат вашите резултати, доколку нешто бега лево, десно, да видите, бидејќи затоа сте вие специјалист, да видите кои чекори треба да ги превземете за да го да се надминете поднесе, нештото што, да речеме, отстапува, иако е во дозволени рамки на отстапување. Тоа е само наука. Буквално е следење, континуирана медицинска едукација, опфаќа и ваков систем на следење, не само по семинари и предавања. Иако тие системи имаат толку многу контрола во себе и анализа, интересно е и следливост. На Запад интересно е барем дека тоа што, како што кажавте, насочени се кон тоа да се научи повеќе од тоа, не да се ловат вештерки, Точно така. не да се распнуваат луѓе. Ние, иако пак можеби многу повеќе сме гласни на зборување, па де факто ефектите на крајот сепак ги нема дури и кога има грешки. Но сакам да речем, таму системите пак целосно се поставени не врз основа на тоа, туку фокусот е на учењето, на подобрување на системот. Како системот да биде подобар и во иднина тоа да не се повтори. Точно така. Поентата на акредитацијата е токму тоа. Да. Не можете да бидете акредитирана здравствена установа, поготово лабораторија во случајов, бидејќи станува збор за лабораторија, доколку не правите систем на надворешна контрола на квалитет. Значи не сте отишли напред. Тие еднаш годишно обавезно ви доаѓа телото што ве акредитирало да ве контролира. Дали вие навистина ги почитувате сите тие чекори кои што сте ги Сте се објавиле? обврзале дека ќе ги почитувате. Така е. Веднаш ве следат каква едукација правите на персоналот, не само за вас. Значи и вие што следите ново, меѓутоа, како го едуцирате персоналот? Вие лично или го праќате на некоја друга едукација од надвор? Нека е во нашава држава, не мора да е кој знае каде. Но и тоа мора да се Значи, дали дозволувате на вашиот персонал да се едуцира, да оди по стручни состаноци секој од својот ресор? Да. Сето тоа подразбира едукација. Затоа што така комуникацијата меѓу нас ќе не натера да научиме и нешто плюс. И кога веќе ги имаме резултатите, кога сме поминале низ акредитација, кога сме поминале низ процеси на внатрешна контрола, на дворешна контрола, како да се интерпретираат истите? Прашањето на интерпретирањето, на толкувањето на Можам да кажем резултат. еден од најтешките делови. така. Зборувам пак за кај нас, кога се навратиме пред малку на како тема што го зборувавме по некои европски земји, коментарот останува на матичниот лекар. Така. Кај На нас тој е, кој што ја под наводници нарачал ете така. анализа. Или се консултирал. Или се јавил консултирал со, дали со, треба со во самата даден диагностичка случај. лабораторија. И не само дали да прати пациент во лабораторија, што да се направат некој. Тоа е нашата поента. Да. Некој пат да ги насочиме колегите, значи не само бадијала да се прават некои анализи, да има
точно медицинска оправданост зошто и која Така. анализа треба да се сработи. Зошто? Затоа што на кратко ќе го добиете резултатот сега. Вие добивате еден вид насочница на ова или на онаа страна. Или ако е следење на ефектот терапија, треба да се намали дозата, треба да остане иста. Така е. И така натаму. Сега, за жал, имаме интернет, имаме Google, тие знаат се. И нормално Ќе го допреме и тоа прашање. Да. пациентите знаат да си прочитаат се од таму, па знаат и да се јавуваат, што не е во ред. Пациентот во принцип нема што да ги коментира резултатите со нас во лабораторија. Таман не ве нека е и грешка. Да. Потенцијално да речам. Да. Местото за коментарите понатаму е неговиот лекар. Матично. Ние ќе се разбереме. Така. Затоа што грешка е грешка, меѓутоа има прашалници што е сега грешка. Да. Што ако дојдете наутро, сте изеле 2 конзерви сардини, не сте ни кажале, ќе ви земеме крв да видите како ќе реагираат апаратите. Да. И сега, Кај ќе отидат триглицериди? ќе добиеме некои 4 глицериди ќе станат колку се високи. Значи едноставно ќе добиете некои вредности што го збунувате апаратот, му сметаат во чекорите, во хемиските реакции внатре, ќе ви даде некој пат сигнализација дека имате абнормални реакции така натаму, но она што ќе го извади како бројка, ако не обрнеме внимание, Да. знае да биде неточно како метаболизам. Не како бројка, апаратот точно си измерил како вага, да речам како апарат. Меѓутоа, внатре, метаболно, што се случувало, Што затекнал, да. сосема е друго. И сега, пациентот незадоволен од тоа што го видел, ќе отиде во друга лабораторија, ма веќе не јадел сардини, да речеме, како и да е. Или поминало времето, се Поминало метаболизирало време, ќе тоа. добиете сосема поинакви вредности и кавги, колку сакате. За жал, избегнувањето на ваквите нешта, луѓето во другите држави си го предвиделе токму со ваква доктрина. Ама и затоа и едукација треба. И затоа го правиме тоа ние денес. Знаете како пациент си е лаик за медицина. И така е во ред. Ние сме тие што треба да Друго е едуцираме. да направиме вакви промашувања, да речеме, ние како лекари, еве, вие во ординација, јас во лабораторија. И воопшто, да речеме, од негрижа, од немарност, не сме обрнале внимание и тоа се направило, сме го испаничиле пациентот, сме го измалтретирале. Да. Тука веќе станува збор за некаква грешка. Да. Меѓутоа, се друго е наша комуникација. Так, Не е ни так, грешка, так. туку не испочитување на првото правило, преданалитичката фаза, подготовката на пациент. Еве да ја отвориме таа тема. Прво, кога се прави крвна слика? Анализата. Дали тоа е отинели многу пати сега ќе види човек, го спомнавте интернет, го спомнавте Google. Анализата, јас мислам дека треба да одам ова да си видам, да си проверам. Кој ја носи таа одлука, кои анализи треба да бидат направени и зошто? Пак ќе се вратам назад. Матичниот лекар е првиот тој, секогаш. Така е предвидено и во нашата држава, значи не само во другите држави. Значи не сме до толку, да речам, неспремни или без систем. Не сме до толку назад. Не. Да. Значи убаво е обмислено. Затоа и се нарекува матичен, односно семеен лекар. Така. Значи имало и зошто. Главниот стожер на се што се случува со вашето здравје треба да биде токму тој лекар, како институција сега зборувам. Има ли рутински крвни анализи, рутинска крвна слика, рутински крвни анализи? Отине ли се зборува дека еднаш годишно провери си ова? Така, она што и по закон е предвидено да се направат систематски прегледи, здрави и нездрави, нели во вработените. Меѓутоа, Колку податоци се добива и од систематските прегледи, од така како што се замислени моментално? Зависи што е дефинирано. Прво, што подразбираме под крвна слика, што подразбираме под крвни анализи и така натаму. Така, добро. Многу се останати тие некој пат реликти од минатото, да речам. Помогнете ни тука да расчистиме. Што е крвна слика? Кога имаме стручни тоа е стариот термин, следби, крвна слика така е тој што го користиме. На колегите, кога се колеги во прашање, секој пат коментирам, ќе истурам крвна маса, ќе ја сликам и ќе ви дадам слика. Еве крвна слика. Значи не станува збор веќе за тоа. Порано, пред 30-40 години се подразбираше да ви направиме, еве, не мора да сте лекар, број на бели крвни зрнца, црвени крвни зрнца, значи леукоцити, еритроцити и хемоглобин. И тука завршуваше крвната слика. Денес сега веќе имаме, нели, во насока на тоа што повеќе технолошки да направиме добро, за помалку па други анализи да се трошат. така. Се направиле системи што не само што ќе ви ги изброат клетките, туку ќе ви кажат какви се. Од тоа ќе заклучите има потреба или нема потреба дополнителни анализи да се прават. Ама веќе не е крвна слика, туку е хемограм. Зошто? Значи, со еритроцитите не добивате само бројка, туку еден куп хематолошки индекси се нарекуваат. Тие имаат свое значење, не се тука за џабе ставени, да речам,
Да. самиот апарат или на самиот резултат. Меѓутоа нив ги интерпретира лекар. Така. Значи ќе ви каже и каков е обликот на клетките, која е нивната големина, што се случува. Потоа ќе видите дали има во вашата крв доволно железо во серумот за да може да се прехранат тие еритроцити, односно да го врзат таму каде што треба или не. А не непотребно да се прават уште куп анализи. Тука железото веќе ако го допираме како тема, кое е нивото на хемоглобинот, како се еритроцитите, колку е железото и еве само нафрлам област како може пациент да се збуни сам себе си гледајќи ја крвната слика. Прво што ќе го видите е железото. Значи морам да нагласам тоа, кај колегите секој пат го кажувам. Не во ред да коментирам повеќе, меѓутоа секој пат посочувам. Анализата убаво се вика серумско железо, не вкупно железо. Именно. Значи ние со тоа не мериме колку имаме железо во организмот, па малку е или многу е. Да. Железото е олиго елемент кој што е прекупотребен. Динамичен. Не е само, така е, не е само во хемоглобинот. Да. Не е во ред, не е емисијата наменета за тоа. Да Тоа е видите цела какви емисија една. чуда има. Да. Каде се вклучува железото, пред се во електраните во организмот, таму каде што ние произведуваме енергија сами за себе. Значи преку потребно, замислете кога ќе имате висока температура, па од кај доаѓа таа температура? Значи организмот ја создава, прави некако. За да ја создаде, тоа значи едно решо да го уклучите, ќе ви треба струја. Така е. Значи тука исто трошите нешто. Во тоа потрошување, генерирање на енергија, преку потребни се иони на железо. Така е. Па и како организмот ќе ги собере од серумот, нема да ги остави таму. И тие варијации значи да ги очекуваме. Точно. А ние боцкаме во даден момент, тоа се секунди. Да. Е токму во тој период тоа е што сме фатили. Сме сликале сега во моментот. Ете тоа е. Да. Значи тоа ви е одслик во моментот кога сте боцнале. Така. Сосема да е здрав организмот. Еве, вие да дојдете наутро да ве боцнеме, попладне да ве боцнеме, во иста лабораторија, ист човек да ве боцка, со ист систем на провети, со ист апарат. Да видите која е разликата на концентрацијата. Да. Секаде во светот се избегнува да се работи оваа анализа. Само кај нас остана да биде така рутински. Секојдневно. Да. Не ја користат, затоа што ја убаво си ја крстиле. Многу сиромашна анализа. Значи, кога ќе добиете резултат таков, без разлика која е бројката, ќе речат ништо ова не ми покажува. Затоа што има дневен биоритм неверојатен. Имено, ние значи можеме да прифатиме или да се помириме дека телесната тежина може да варира до 2 килограми на ден. Кај некои повеќе. Така е. Дотолку повеќе за метаболити. За метаболити. Точно е, бидејќи станува збор, знаете што? Тоа сакам да го објасниме, таа динамичност на крвната. Она што го зборувам, кога зборувам со лекари е малку поинаку. Кога зборувате со пациенти не можете за 2 минути цела медицина да ја објасните. Така е. Што е метаболизам? Па на наши колеги е тешко да им објасните што се опфаќа метаболизмот. Да. А што во една секунда се случува, што во една минута, што во еден час. И од тука и кои се тие ограничувања на тестот. Значи, отинели како што кажа во најавата, сега човек ќе дојде, ќе види дека мериме дека има и покачен крвен притисок и можеме да утврдиме дека индексот на телесна маса е зголемен, дека има многу вишок килограми, ама холестеролот паднал во некои граници на нормалата во моментот на мерењето и оди убеди се со пациентот дека има потреба да ја намали телесната тежина или крвниот притисок да го стави под контрола. Дали Точно. се кажува крвната слика, ако е, да речеме, во моментот добра, под наводници, дека толку пациентот крај веќе ништо друго не треба да прави? Па и самиот наслов диагностичка лабораторија го кажува, значи тоа е помош во диагностицирање на нешто. Еден дел Така од е. диагностицирање. Затоа постојат рентген институти, затоа постојат интернисти, нели со екагиња и така натаму, да не редам што се диагностички нешта постојат. Да. Значи ова е само еден сегмент во тој систем на диагностицирање што се случува во организмот. Да, лабораторијата може би и најбрзо и најчесто помага, меѓутоа не постои волшебно стапче. Да. Еве во случајов многу убав пример посочивте. Да, сме измериле. Холестерол, фракции на холестерол, нели добриот, лошиот, ХДЛ, ЛДЛ, Така наречениот добриот, така, лошиот. се во ред. Меѓутоа гледате човек има повеќе вишок 25-30 килограми. Да. Значи, има други анализи што ќе кажат Да. што се случува дополнително, меѓутоа првично правите Така. еве ваков тип елементарни анализи, најчестите. Да. Нормално дека тоа ништо нема да ви каже. Затоа е тука вашиот натичен лекар. Така е. Ке застане па да каже, да, холестеролот е во ред, значи не треба терапија за зголемен холестерол. Ама не значи дека затоа ќе другиве треба проблеми не друго. треба да ги решаваме. Значи ќе ве насочи, а ние му помагаме во случајот, значи
Пак се работи за здравјето на пациентот. Јас не велам дека ние не треба да комуницираме со пациентите. Тоа е тој момент на интерпретација. Не мора да го интерпретираме резултатот со нив, но токму за во интерес на неговото здравје го насочуваме докторот, му помагаме на докторот како најбрзо и налесно ќе го насочи. Треба или не треба во случајов да зема терапија? Да. Треба само вишок од килограми на некој начин да си најде систем како ќе го цимне, еве да речеме, ама без хемија, без лекови. Последното нешто за денешниот разговор, јас постојано се ставам од страната на пациентот, од страната на лекарот, со цел да можам 360 степени, колку што може повеќе да анализирам. Вчера бев пациент кој што отвара интернет и сега да видам на Google кои се тие тестови што треба да си ги права. Нели, еве, Так. симулирам пациент кој што најчесто Да. за жал веќе сега е така. И мене ми вели кога ги правам анализите, кога проучував синоќа на Google, вели обавезно мерете фибриноген, ДХЕА, ЦРП, витамин Д, витамин B12. Кои од овие на вистина се, еве овие се само некои што ги одбрав како есенцијални беа именувани, како едни од најважните анализи, како многу битни. Дали некои од овие на вистина заслужуваат внимание и дали сите? Секоја анализа, за тој пристап зборувам. секоја анализа си заслужува внимание. Тука збор да нема. Меѓутоа, Без друго. дали има медицинска оправданост, не интернетска оправданост, Google оправданост, ниедна од овие анализи не ви е неопходна за едно обично вообичаено проверување. Ниедна. Фибриноген Да. Тоа беше цело време на неколку места кога проверував или фибриноген. било кој зборот, нека не е Да, фибриноген од сите што ги другите што ги ДХЕА. посочивте анализи, па нека и D-витамин. Не дека не ни треба да се разберем. И не дека нема да добиеме Меѓутоа- некоја информација. Да. Меѓутоа, што ве натерало да отидете во лабораторија нека иматичен лекар? Тука е прашањето. Затоа што ако следиме така, ние следиме туѓи податоци, не можеме да се споредиме со една Холандија, со една Шведска, Исланд, каде што да речеме претежно е облачно. Па за D-витаминот. Нормално дека кај нив ќе биде редовно во дефицит и да излегуваат цело Многу време на почесто светлина. отколку кај нас. Сега, не дека кај нас па нон-стоп дека има сонце па сите излегуваме. И тоа е меч со двеоштрици. Се повеќе и повеќе интернет не учи. Не излегувајте на сонце, карцином на кожа ќе добиете. Да. Значи, ние почнавме да се криеме. Ако сака да се збуни човек, Значи, тоа, како еве ќе тоа го да земе да збуните. го прави. Од една страна имаме сонце, од друга страна бегајте од него. И сега нормално дека ќе се збуни, треба или не треба да се прави D-витамин. Меѓутоа, ова е повеќе прашање за нас лекарите. Затоа што се зависи од типот на исхраната. Значи, нашиот организам ќе каже што се случува во него, не само од тоа дали имаме сонце или немаме сонце. Што и како консумираме. Главната работа на здравјето на еден организам е буквално исхраната. А за тоа само матичниот доктор може да ве насочи и да ви И помогне. да разговара. Доктор Јагликовски, затоа и ве под наводници повлеков во таа дискусија, за да видат нашите гледачи за каква комплицирана работа станува збор, дека дури и ние како лекари треба, еве вака ја чепнавме самата тема и гледаме се отвара тема под прашање. Значи тоа се Така е. работи кои што си бараат едукација официјална и тука е нашата работа и со нашава емисија да помогнеме во тој дел, како што Точно кажам, така. здравствената едукација. Доктор Јагликовски, многу ви благодарам за денешното гостување, за тоа што одговоривме многу. Се разбира кого да поканиме, ако не специјалист по медицинска биохемија, шеф на лабораторијата во Авицена. Ви благодарам многу. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека успеавме барем малку нешто да опфатиме, тоа е, рековте, многу широка област, ама барем малку од малку да одговориме, да приближиме нешто до луѓето, полесно да може да разбере дека не е така едноставно. Ќе се видиме повторно. Ви Се благодарам. надевам. Благодарам. Навидум многу едноставна тема. Крвна слика. Но зборувавме цела емисија. Без малку еден час. И уште многу часа да останевме со колегата, ќе можевме да дебатираме на тоа кои се метаболитичките ефекти, како сме подготвени или не сме подготвени, што ќе видиме во крвната слика ако ја направиме во еден момент од денот, што ќе видиме во истата крвна слика ако ја направиме подоцна. Кои се сите тие правила кои што се поврзани со крвните слики? Што можеме вистински да извлечеме од нив? Советите за крај. Секако внимавајте кога, како и зошто ја правите крвната слика. Имајте доверба во својот матичен лекар, бидејќи тоа подразбира цел еден систем на утврдување квалитет и цел еден систем на тоа кога,
кои и какви анализи треба да бидат направени. Се разбира, зборувавме малку и што се случува од другата страна, откако ќе ни биде боцната вената, откако ќе биде земена крвта. Што подразбира една акредитирана лабораторија? Зошто е важно лабораториите да бидат акредитирани? Кои се сите тие анализи? Како се утврдува квалитетот? Видовме дека сето тоа и многу чини, но и многу е важно. И конечно ќе заклучиме дека не е сеедно. И за крај, само малку спомнавме од некои од анализите, кои се расфрлани по интернет, кои лесно може да ве дефокусираат, лесно може да ве повлечат во различен правец, а на крајот сепак да си наштетите на своето здравје. Тоа беше втората емисија, кога ја допревме темата за индивидуалното здравје, за нашето поединечно здравје. Следната недела, во 17 часот, повторно ќе бидеме заедно. Тогаш отвараме една сосема нова тема. Бензодиазепинска зависност. Вака стручно звучи. Но дали земате диазепам или некои други лекови за смирување? Дали веќе сте станале зависни на нив? Кога ќе знаете дека сте зависни од тие лекови? Сите тие стручни прашања за една многу сериозна тема ќе ги одговориме следната недела во 17 часот. Останете со здравје.